Председателот на ССМ Слободан Трендафилов да се извини на пратеничката Дафина Стојановска за навредите упатени кон неа како жена и мајка, бара премиерот Мицкоски. Ваквите реакции следуваат по барањето на првиот синдикалец собранието да го одземе имунитетот на Стојановска, откако таа објави видео на кое Трендафилов со службено возило ги зема своите малолетни деца од училиште. Мицкоски му порача како јавна личност да се научи на критики и да користи примерен речник. И како загрижен родител, барем така се обидуваше да се представи, барем речникот да му биде попристоен, бидејќи сепак станува збор за жена, мајка. Таму никој не на тоа видео не ги покажува малолетните деца на господинот Трендафилов. Напротив, јас колку што можев да видам, многу е внимавано на тоа, но мораше господинот Трендафилов да биде малку покултурен со својот речник и сите оние навреди кои што ги кажам заслужуваат во најмала рака денеска да пратеничката Дафина Стојановска добие извинување од негова страна. Кога ќе биде критикуван, тогаш почнува да навредува и со крвави зеници и белки во очите напаѓа мајки, сестри, сопруги и така натаму. Во одбрана на сопартиката Стојановска застана и од пратеничката група на ВМРО ДПМН. Обвинуваат дека однесувањето на Трендафилов е директен атак врз Стојановска, барат надлежните институции и организации за заштита на жените да постапуваат по овој случај. Ова е класичен пример на мизогинија, каде машна функција се обидува да дискредитира и деградира жена само затоа што ја обелоденила вистината. Јавното обвинителство треба веднаш да отвори истрага по допрен глас. Времето на неказнивост за милениците на претходниот систем заврши. Трендафилов не се извинува ниту сака да ги коментира обвинувањата, но на социјалните мрежи објави видео и изјава од Стојановска од пред речиси 4 години, во кое таа од опозиција ги поддржува барањата на ССМ за покачување на платите во јавниот сектор. По објавеното видео случајот го пријавил и во полициска станица. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија.